Тешко е тоа за освојување, да ви кажам, значи, поднесување документи па да ги разгледа. Леле, документи, што? Чекај, сиви да не требаше да поднесе. Така беше у тоа време кога јас се удварав. Тивка ноќ е сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку те љубам, ќе ти кажат моите звучни акорди. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак. Денеска ги бараме дамите и джентлмените. Жените викаат веќе нема джентлмени, а мажите одговараат. За да има джентлмени, тргнете прво од вас. Повеќе нема дами. Денеска ќе прашаме и дали феминизмот е тивкиот убиец на джентлменството. Кои манири никогаш нема да излезат од мода, а што треба да го прифатиме како логична промена? Владе или криза на бонтон, добро однесување, добро воспитување и честност. Ова ќе го разговарам со моите гости. А тоа се: има ли правила на дами и джентлмени во сообраќајот? Ке ни каже царот на рели трките, шампионот чии трофеи не можат да се избројат, а и не знам која витрина ги собира. Маестро Игор Стефановски иđe. Джентлмен ли е мажот кој јавно на својот Facebook профил искажува љубов на својата сакана? Дали Шанкуре е повеќе джентлмен или кабадаја? Тој е сценарист, хуморист, писател и битолчанец. Божидар Божиновски, Моџо Килингтон. Джентлменот мора да располага со одредена доза на хумор, ама никако не смее да кажува мрсни вицови, посебно пред дама. Вака вика едно правило, а важи ли ова и за кумановци? Ке ни каже Нино Величковски. И сосема логично, дамата ја најавувам последна. Затоа што велат, на непозната локација, прво джентлменот влегува, за да го натапка и разгази теренот за вистинската дама. Креаторка и дама, ама и драма со цврст став. Ивана Кнес. Па добре ми дојдовте. Задоволни од најавите? Одлично, Одлично. сработено. Вака од дома не фалат. Ја сум учил. Да почнам со тебе, знаеш што ми рекоа да Не, те не, прашам? моја мама. Ќе почнам со тебе, оти каснеш. Ајде. Значи вака, Джентлменски. джентлменски почнам со тебе. Ми рекоа да те представам како дупни мандало. Што значи тоа? Попитал За ебант, во основа. така? Да. Добро. Да во нови времиња веројатно трол тука тоа би било прилика. Добро. А Шанкуре и Кабадаја, кој од овие тројцава дупни мандало, Шанкуре и Кабадаја, кој е најголем джентлмен? Па види, никој од овие се тие се ликои. Кабадаја е од Кабадахија. Обичен војник турски. Добро. Тоа во битола станало како да си мангуп си Кабадаја. Аха, а не си джентлмен. Па не секој се едно со другото, ама има некој таков тој мало граѓански онак и простодушност има и сите тие манири што и се и не се джентлменски, тука се косат. А дупни мандалот? Целото и во него исто, тоа е веројатно оние, знаеш, ликои што седат цел ден пред кафана и со ракија и што знаете со Путин се во контакт и со ЦИА и Таков си ти. Имаш број од Путин? Имам. Добро, ај после ќе- На фаз дајал ми е, после ќе ти опуштам. Добро. Иđe, тебе да те прашам, има джентлмени и дами во сообраќаја? Има, апсолутно. Има. А какво е тоа кога ќе речете жена вози? Што подразбираш по тоа жена да вози? Многу ме интересира. Ајде да слушам. Види, останато од старото дека, што знам, по зборење дека жените се помалку спретни од мажите во возењето, меѓутоа сум апсолутен противник во сето тоа што се збори. Сум имал конкурентки од женскиот пол кои што возеле во трките
и можам да кажам дека се и tekako спретни и добри возачи. Да ми признаеш сега. Дали некогаш си рекол, вака кога вози и кога некој неумешно вози, да речеш гарантежен? Признавај. Не сум имал таква ситуација, но Не признава. Признавај. не, апсолутно ги ставам на едно исто ниво. Верувајте, мислам дека се поодговорни во возењето од мажите, бидејќи ние мислиме дека све знаеме. И сме некако позади воланот маженствени, ајде да кажам, но мислам дека се жените стварно поодговорни во однос на тие. Фала ти многу, сега ми е полесно. Да, Иđe кажам. Добро. Значи, ве најавив како кумановец, куманов си кажуваат вицови, ама ова правилово вика джентлмен не смее да кажува мрсни вицови. Што правиме сега? Па не, јас сакав ова, нели, не сме стриктно поделени. Може ја да кажам за ова нова Може, тема, нели? може. Може. Јас сум реагирал на пример, сегаш сум кажал инструкторката е жена. На ова на автошколи. Ама инструкторката е жена на жена шофер, а инструкторката не е на мажа. Да, инструкторката е, да. Добро, ај сега кај вицовите, кажувате мрсни вицови на дами или не? Па да. Да. Ама не било Што има? джентлменски, што Тоа правиме сега? Нема тука ништо со джентлменство, само битна интерпретација. Како ќе го обликувате тоа, знаете? ни обликувате еден вид сега или ќе го чувам? аранжман во песна или во модата да изаранжирате, значи да го сокриете на некој начин и на поубав начин да го кажете. Не со тоа, како се вика, Со цела емисија, почетокот на Дупни мандал, свето треба со титкање, со титкање. Ама мене ми затоа рекоа, што- не е вулгарно тоа. Битолчанка прашав. Погрешна воза. Добро. Ивана, ајде сега. Тебе од најавата, вистина ли е тоа дека мажите треба прво да влезат да го разгазат теренот, па после да влезе дамата, или дамата е сама способна да си го разгази теренот? Јас многу би сакала тоа да биде така. За мене ќе олесни 90% од моето време. За жал, израснати сме во време каде што се наложува дека жената може се сама, и јас сум еден нус производ на таа идеологија, каде што да, можам се сама, меѓутоа веќе не сакам. И тоа е разликата. И мислам дека и како ми недостасува оној момент каде што мажот ќе ми ја отвори вратата за да влезам некаде или ќе ми ја отвори вратата од кола за да излезам. Еве, апропо на овие високи подпетици, исклучително е тешко да се извози во сообраќајот и многу ќе ми беше полесно да некој ме довозеше. Ништо, еве, Иđe требаше да ве собере сите, да тргне од Битола, Куманово, тебе да те собери да ве донесе. Така прави. Не знаев кој ќе биде во емисија, да знаев може и ќе ги земе. Таман ќе стигне, гарант побрзо ќе Немаше да стигнеше. чекаме. Да, немаше да имаме досење. Додеше ваку патики неулакирани кон душа. Ама джентлмен, Кој има своето. джентлменот вика дека прво се препознава по изгледот. Значи таму препознавам джентлмен по изглед. Така, ајде да ми кажете како изгледа джентлмен. Па не знам, не дека сум се припремал многу, но не знам дали се препознава тоа по облеката, по саатот или часовникот што го носи. Имам доста околу тоа дискусии вака меѓу нас, дека веројатно дека внатрешната убавина, да не кажам тоа што го носиш како воспитување, како тие први 7 години се многу поважни од онаа манифестација, него може да глуми джентлменство. Може да се облече и да излезе вака, дали може манекенот да биде джентлмен или джентлменот знам. манекен. Тоа не Вака знам. обратна една теза. И јас настојувам се во една јавна професија, нормално е дека треба да бидете стокмени. Никако не можам да сватам ако одите на јавен наступ и заради публиката која ве предпочита, сака да ве слушнат и да ве гледа, апропо нема више аудио приказни, затоа се и во спотовите, ако не направите, како да не сте снимиле песна, значи треба да сте стокмени заради публиката, прво заради себе, нормално, да се чувствувате онака како што треба да се чувствувате, а потоа и за публиката на која се посветувате. Сега джентлменството, дали е тоа генетика, мислам дека да не се е. роди джентлмен, не да стане, а? Се раѓа джентлмен? Еве, ајде Иđe да го прашам. Биди вака, ја искрено не се согласувам многу дека облеката го прави човекот джентлмен. Без разлика
Може да имате и човек кој што е механичар во својата област, може човек кој што е спортист, може човек кој што е хигиеничар, без разлика. Облеката не те прави да бидеш джентлмен, те прави да си добар човек или лош човек, те прави внатрешното што го имате. Не знам, измешани се работите околу тоа кој е джентлмен во денешно време. Порано може би се знаело, бидејќи немало толку технологија, телевизии, и луѓето го имале она во себе. Сега мислам дека е излишно да се збори за джентлменство во време кога сме свесни дека сите треба да бидеме она што сме пред се добар човек, да ги почитуваш, да ги почитуваш джентлменот другите. по правило пишувано е дека е добар човек. Види, под джентлменство може да ставиме многу сегменти кои што Има ќе се време да согласиме или нема издискутираме. се Ајде да согласиме. видиме, Меѓутоа, Ивана, опиши ми мислам еден дека джентлмен. облеката не Да, ама дефинира еден джентлмен. Не може да бараме джентлмени ако нема дами. Стоп. Божо, се слагам апсолутно. ајде дефинирај ми Не джентлмен. можам јас да кажем ништо, пошто види некој кошмар од Цаци Паковска. Кој изгледал вака, изгледал така джентлмен. А тие се веројатно основна култура Добро. на почеток джентлменството, после од тие понапредни стази. Джентлменот носи долга коса? Очигледно да. Апсолутно не се сложувам. Апсолутно не се сложувам, поготово за тебе. Ти си еден таков притаен джентлмен и толку се обидуваш да се трудиш да не се види тоа. Да. А зошто го си. прави тоа? Апсолутно си. Ивана, зошто го прави тоа? Зошто мислиш дека се крие дека е джентлмен? Не е само тој. зошто го прави еве ќе тоа? тргнам од себе. Значи и од секоја жена денес, еве нема да зборувам во негово име, ќе зборувам во свое. Живееме во исклучително тежок период каде што се е достапно. Информацијата е се достапна и секој има право да интерпретира на свој начин како му одговара. А многу луѓе, многу нарави, многу чуд како му доаѓа тоа. И во таков период, поготово пост Втора светска војна, пост се тоа што се има случајно на жените, каде што во еден момент им била дадена пушка и им рекла ајде наоѓете се сега, немате веќе мажи, се случува апсолутен бум на феминизмот, се гази се што треба да е женственост, и пак ќе кажам еве го нус продуктот, каде што јас со глава одам во зид и велам дека секогаш можам се и не лажам, човек сум, сите ние можеме Ти си на се. страната на джентлмените, сега на Апсолутно. страната на дамите ќе бидеш. Апсолутно Леле, сум па на страната на джентлмените. Тука си грешка. Апсолутно. И се сложувам дека гардеробата не го чини човекот. Висока подвидица не те прави дама и чевла не те прави джентлмен. Ако сум да, Си. тоа е мислам пак ќе се вратиме на основната култура, тоа е она што го учиш Воспитување. да си добар кон сите и со почит да одиш и со тоа е мислам дека основата на джентлменството, после се како жена ако имаш почит кон неа, тогаш е веќе друго. Добро. Еве јас овдека имам некои карактеристики, ќе си ги поделите, сакам да ги прочитате и да видите сите четворица. Да? Ајде, Две налага. за да видиме што се од ова важи, значи вака. Вика дека постојат карактеристики на вистинските джентлмени, прочитајте ги па ќе ми кажете кој од овие вие ги поседувате, а кој општо мислите дека се дека важат за джентлмените. Значи джентлмените се честни и никогаш не лажат. Секогаш ги одржуваат ветувањата, љубезни се, секогаш внимаваат на својот изглед, контролираат, безскромни се и не се фалаат. Ајде. Од кого ќе почнеме? Ајде, Нино? Дали ги поседуваш овие сите карактеристики? Да Или видите. која не поседуваш? Ако бидеме искрени, не сум джентлмен. Значи. По ова напишано, не? Која карактеристика најмалку ја поседуваш? По ова за доснење, не знам се, да не гледам во некој Добро. Значи не сакам ни да Хајмо за доснам, ни доснење. по некој да ми досне. Мислам, Добро. тоа е една основна Добро, ајде. правило. Значи, Ова за лажење и нелажење има многу песни од пејано. Да не беше лажењето, ќе се срамевме. Да. Ова за љубезност, пак ќе кажа, значи, ако паднат маските и да излезе во некоја покомфорна зона, мислам, ќе се видат многу работи. Се тоа може да се одглуми, кога ви велам, иако животот во суштина не може да се одглуми, така да
ако го носите тоа во себе, не можете да го сокриете. Камерата, например, се ќе ве фати и радоста, и тагата, и насмевка, и како се вика ова, намигнување. Значи, ќе речам дека од овдека љубезен, некако ми се доаѓа дека сум љубезен. А ова контролирање без... Љубам, него љубезен сум. А контролирање на без, викаат дека джентлмени никогаш не пцуе. На без? Па тоа може да се опсуе у себе. Ама зарем не е тоа манир? Зарем не е тоа воспитан човек? Да, воспитан човек што не пцуе. И генерално сите овие карактеристики, зарем тоа не треба да биде човекот? Така? Не знам, Зошто би требало да биде джентлмен? Тоа не е джентлмен, тоа е само еден убав бонтон и убаво воспитување од дома. Да, апсолутно. Така, добро. Иđe Или ти... ова- Ајде, слушам. Извини. Да. Или ова не се фали. Куманов зика фалба е рѓа. Деме, како се фалиш сам, не е умесно да оставиш друг да те пофали. Тоа така е. Тоа е джентлменски. Добро. И дека е скромен и не е надмен. Куманов си, Скромен. скромни се, не се скромни. Вие викат скромноста е врлина, ама не скромноста во смисла да си толку скромен, па тие не поминуваат. Тие не поминуваат, да? Добро. Иđe, ќе коментираш? Што од ова Па ти не поседуваш знам. се? Не. Кажуваш што не поседуваш, многу ме интересира. Апсолутно. Па не поседувам, контролирам без... И тоа е Значи, пцуеш во сообраќај? Не пцујам, меѓутоа зависност од ситуација, не сакам да ме лажат, Значи, не ништо сакам да не ме... успеав да му извадам. Не. Добро, како се нервираш кога некој ќе те претица, а си Види, надтрка? треба да видиш тоа на некој трки што возам внатре камера, ќе видиш како реагира. Не, еве сега кажи ни, како реагираш? Во себе, како што вика Нормално Нина? е дека можеме да бидеме избубливи во одредена ситуација, зависно од каква ситуација се наоѓаме. Меѓутоа, според мене, мислам дека е скромност, оно што го кажа Нино, и љубезноста една одлика на еден джентлмен. Овие други работи, честноста, зависи за кој е честен, за кој не е. Не се фали, остава другите зборат за себе, да зборуваат за него. Не е ни во ова време добри да бидете скромни. Зависи што значи да си скромен. Можеби ќе те згазат оние кои што се поневоспитани. Па све зависи. Така, како беше попаметниот попушта, не важи тоа, нели, за денешно време? Така да многу е тешко да се извадат манири, не манири, него елементи под кои би се ставило джентлменството, верувај. Не знам. Предпоставувам дека е пред се домашното воспитување и односот према луѓето, почитувањето на луѓето. Ајде, Божо. Не знам, ако тест ми изгледа. Ајде, Шести се никој пат не... ти како ги одговори сите? Кој ги заокружи? Од 7-4, ако си поминал. Да. Заокружи. Не знам, сите се овие позитивни, она што нескромно сам да ги каже човек дали ги има или дали ги нема. И Што веројатно- најмалку имаш ти од там? Чекај да видим уште имаш. На Ова поправен. со бесот, веќе ни е, Ау, да, Не, а? внимал на својот изглед, мислам. Добро. Добро. Не се фали, остава другите, да, другите ги оставам главно на зборот. Другите да те фалат или другите да те кудат, ги оставаш? Да, во главно немаат некој добар збор, али окей, ги оставам. Ова би текна за бесот, ова Ајде. моментално за вчера за Џоковиќ. Ајде. Мислам, за бесот ќе му прочитате од уста како фино, кој ќе се изневервира. Нема, тоа е Демек не е джентлмен. Ај сега, по тоа мери. далеко од тоа. Значи, джентлменски да се пцуе, ама Во одредена ситуација. Не треба Да се ни врни, превод, ни да препев. се врни, да се псуе. Псуе. И тоа е тем псуе. добро на Кумановски Сочно. пцуете, така? На Кумановски оригинал не можеш тука препев, нема и превод. Не, мислев дали, на пример, од локацијата доаѓаш во Скопје и се нервираш на скопски пцуеш, Исто е идеш во сегде. Охрид на Охридски. Не разбираме. Јас се прилагодувам на Кумановски оригинал. Само не знам што емисијата не знам таму овој со Слободно. таков презнак со Може, може. 18 па. Може. Иначе како имам да ви кажам, Ама, значи вака, внимавајте, имаме дами, значи така да, пошто е прилагоди. джентлменство ќе оставам за една друга. За следна емисија. Ако ме викнете, ако положи за джентлменство. Добро. Затоа така се дотеравме сега, не сум знаела, сега у најновиот дела у Лептир Машњен. Се гледа за наслава дека ти За има. наслава. За наслава ми, идам директно. Не, чекај се. Сакате да ми кажете дека кога е во дело и кога е во машина не смее да пцуе човек?
Тогаш највише пцујат. Тогаш највише пцујат, очигледно. Сведоци сме на тоа. Со тие одели со машни Не, стигнавме дело до... се кога појдов, вика пак иде у Скопје. Тоа така се постава. Да. Одиме понатаму, значи вака. На почетокот најавив дека феминизмот може би е тивкиот убиец на джентлменството. Дали жените премногу сакаат да се истакнуваат и премногу сакаат се да направат сами, па едноставно не им дозволуваат на мажите да се истакнат, односно да ги покажат своите манири. Например, више никој не ја отвара врата на жената да влезе во колото, она сама си има кола. Например, не доаѓа да запали цигара, оти она пуши електронска цигара. Нели е Со така? USB-ата... Со USB-ата, Што да така ли? запалиш? Не и помага при паркирање веќе джентлмен. Оти она има камери за паркирање. Камери има ли сензор, како се вика? И камери и сензори за паркирање, да. Не знам дали е само феминизмот крив, дали сме ние жените сами по себе криви. Значи ние ги истребуваме джентлмените? Апсолутно мислам дека да. Апсолутно мислам дека да. Пак ќе кажам, тргам од себе. Јас имав ситуација каде што товарен гепек од пазарење со мојот бивши дечко, срце, човек, излезе надвор, тргна да зима, не, јас. Ти, зашто? И ме гледа и ми вика, зошто? Не ми беше денот. Ама Јас. мислам дека и не им веруваме од типот дека па ќе тоа скрши е нешто. некој Да. чип. А, така Тоа е ќе некој скрши чип. сигурно. Тоа е некој чип. Да. Ама сигурно ќе скрши, ама во ред ако го скрши, тоа е проблемот кај нас, што сега е, нешто на као гледаш како мала, татко ти буши со бурмашини, мајка му вика чекај сега, не тука, вака, ја ќе ти кажам. И тоа е така, и тоа е генетски веќе пренесено од мајка на керка. И керката Значи, вели дека јас можам сама се. И не ми требаш ти. И кога не ми требаш ти, готово си одиш. Така? Затоа било порано кој ќе појде на вода, бардачето прво ќуте ќе изеде, за да не превентивно за да не го скрши. За да не го скрши. Така. Ајде да слушнам сега малце од повозрастната генерација. Стварно ли феминизмот денеска толку е изразен, па снимува джентлмени, од што жената све сама може? Немаме минутажа. Не, Не знам дали Ајде. запоз. Значи, така ли, минутажа треба ако ти се дозволи, ако не, што ќе правиш? На плейбек. И? Не, Спас? и затоа треба да се чека момент. Кога ќе фрлиш тројка се или победе, па така е што се. Кога Ај, не ти сега се то- дава можност, што ќе правиш? Стој на глава, ќе правиш, ќе бидеш циркузант. Е, па, Значи, ќе ја- затоа се зазема тој простор. Знаете како, значи да не споредувам сега како се бележи територија, како се освојува територија. Е, па ајде кажете ни како се Па бележи, не, како се сега, освои. Некој искуство се промени, а работите. Не е више се инако во тој дел колку имате простор, знаете, вие не можете да бидете наметлив ако некој не ви дозволува. Знаете, има тука порано било нели серенади, јас викам еве за додворување, љубавни песме, ајде сега како е? Ајде да ми кажете сега кога Порака сме во кај инбокс. додворување. Порака на Фејсбук. Не знам. Е, па тоа, да, Порака на Facebook, порака во инбокс. Порака, да, баш така. Ајде да ми кажете како ја освоивте сопругата. Како? Како ја освоивте сопругата? На 3 начина има. Кајде? Кои се трите начини? Окупација од 3 дена. Ајде да слушнам. Джентлменски сигурно е освоена. Со джентлменски манири. Значи, најмалку, например, особата, мојата господја, мојата супруга, почеток многу не ја интересирала тоа ја што пеам и нешто на тоа и сум морал некакви други методи, технологии, не знам како, да изнаоѓам за да дојдам до неја, бидејќи тешко е тоа за освојување, да ви кажам. Значи, ќе најдете други начини на поднесување документи, па да ги разгледа. Леле, Затоа тоа треба документи, да- што? Добро, Си? однос, Да, да. Чекај, сиви да не требаше да поднесе. Така беше у тоа време кога јас се удварав. Сега, Добро, и може би после? тоа иде многу по-поборно, по-песпешено со некои, како ги викаат овие Сайрусенс, Facebook, Instagram. преговарачи со наводачи или како ги викаат, да. Така да имав неколку методи и таа третата метода, тоа се викаше пеење на увсе со тамбураши, значи се зимам добра екипа. Знам тие 3 песни на кои не се паѓам од одма, ама кај нема да кај да е. пробам. И стрелица, ња. Ајде да Директно слушнам се. песна, еве, например, нека нема да се налоти сопругата ако и пеете на Ивана.
Може? Да. Не, Джентлменски. да го промашам тему, Да види проблем, а? Леле, да видим. Тако ли ти со исто песму ќе освајаш? Не, тогаш ајде општо. На Слава треба да се врати немој. Слава треба да иде. Немој. Нино више не е дел од оваа слава. За серенадични песни. И ова морам еден вовед Ајде. или увод. Ви знаете, Битолчани говорите македонски. Баш беше серенада на Широк сокак, 92 година. Песната Мојата серенада. За жал почина Гоце Николовски. Он ја отпеа песната. И сценографијата беше на балкон, баш серенадично тоа да прозвучи. И почетокот со мојот композитор Миодраг Божиновски беше договорено ја да ја пеем песна, сега прв пат вака јавно кажувам. И тоа требаше да се отсвири, а не да оди на сајзер или на било што со инструмент, бидејќи така било. И отприлика тоа одеше вака. Тивка ноќ е сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку те љубам, ќе ти кажат моите звучни акорди. Ивана, како се одговара на ваков джентлменски показ? Јас се учам да бидам дама и да не можам сама се, и вакво нешто е тоа што мислам дека на секоја жена е потребно денес. Поготово после се тоа што нели ни се случи и после сите пораки во инбокс. Ајде ги заборавиме, ова е она третата варијанта. Да, ова е тоа што треба. Значи можете да отворите школа за джентлменство. Е, добра идеја. Убава идеја. Музиката, Добра идеја. ја таа песна после сум со тамбураши, со октет на повеќе варијанти сум ја донел, бидејќи мислам дека секој кој сака убава песна, условно ќе го фати таа песна во смисла на начин на кој ќе ја слуша. Ако сака таква видна музика, и мислам дека тука нема утка, нема промашување. Божо, ти? Не знам да пеам јас. Ќе рецитираш? Да. Поезија можам да... Имаш прв запишан во школата за джентлменство, еве го Божо. А? Може? Види, лесно е октет, например, ова, октет Куманово, како беше? Еден, ако не знаеш, овие другите се думината покриват. Седом пријател и ќе чути. Ама, чекај. Вака го е треба соло да кажеш нешто, тогаш е проблемот. Добро, како се пуштаат битолчани тогаш? Джентлменски потек на Клизачи влегваме. Какви За документи? црвен картон, директно. Слушам. Или джај или Не знам, мислам, не знам кога се пуштат појма. Не си видел? Не си пробал? Не. Не? Добро. Све онака ми... О, не ти се пуштаат? Може би тоа... миди. Уште нешто кое што може би го убива джентлменството е тоа што девојките им приоѓаат на машки. Ајде да слушнам. Ајде, и јас би сакал да слушнам зошто. Ела, Мене... слушаме, Божо, ела седни тука да поставаш. Ајде. Ова е добро. Не знам што е, дали е снемва машки, али стварно девојките да веќе се... Јас го гледав процентуално, нели сега имавме Ова е попис, добро, генерално по снемва. проценти машки и Снемва. женски во Македонија има подеднакво, отприлика 51 наспрема 49%, така да не е точно дека не е. Некој ќе останат неженети, или тоа е тоа? Иде, ајде тебе да те слушнам како е джентлменски начин на приоѓање на Ако е со девојка. пење, јас нема да фатам, не може да фатам девојка дефинитивно. Боже, он може со чкрипка да излезе. Тој на кола ќе ја преврти со понада после, со банани и со сокче. Чекај, Индже, ја возиш во кола додека не се слоши, па мора да прифати. Не. Затварање Тоа се вика киднапирање. Крај. Со струпина. Ке ми раскажеш како ја освои сопругата? Со сопругата јас сум
Што знам, од средна школа заедно со нејзе. Од кога немаше кола? Од кога немаше Не, од возачка? кога имав. Не, возев и кога нема возачка. Добро, значи не те фатила заради возачката, тоа не. сакам да кажам. Што знам, не знам. Детска љубов, она чиста љубов, да. Уште од тогаш со нејзе и еве ден денес две прекрасни дечиња. Морам да кажам дека е прекрасна личност која што апсолутно ме поддржува во све она што правам, иако е тешко, верувајте, да си жена на еден професионален спортист толку години, поготово што сум одсутен. Ама ја носиш секаде со тебе. Па се трудам, да, се трудам да И ја секогаш, уште ова морам да бидејќи кажам, кога ги стварно освојува заслужува. пехарите, секогаш таа се слика го држи Па пехарот. има голем дел од моето минато што е постигнато во врвниот спорт, иако е од некоја позадина, иако не учествува директно во ова, верувајте дека е на едно високо место во мојот спортски успех. Одлично. Како Пред убаво. све затоа што ги чува. Затоа што ги чува и затоа што брише моите прашина. деца. Не. Од, Зборам трофеите. дека ги насочува нашите деца. децата. Ги чува онака како што треба. Верувајте, и тоа е успех во денешно време, кога сте апсолутно, јас сум надвор од државата, она е тука и да се справи со сите тие елементи стварно е за почит. Тоа е Еве пример, джентлменски. еве пример за дама и за Ова значи не джентлмен, си се така. спремала, е Не, за ова не ми знам да се спремам. Еве предлог. Значи, Ама еве пример. Сега на Facebook, пази. Нема мрдања. Еве Значи, пример. готово. Може- Поддршка и може- почит на двајца партнери. Ако тоа не е дама и джентлмен, тогаш што е? Одлично. Затоа викам, не е нешто визуелниот лик, не е ли и манирите кои ги носиме сите со себе. Внатрешното на кое што го имате, предпоставувам од воспитување од родители, од тие работи, мислам дека тоа е некоја особина на джентлменството, верувајте. Бидејќи не мора да се само машките джентлмени, може да се и женските. Ја не знам зашто вие давате Дами, сега, јас сега ќе стигнам кај дамите. Апсолутно мислам дека и дамите треба да го имаат сето тоа. Сега ќе стигнам и Особина до на добар, на воспитан човек, мислам дека е тоа джентлмен. Божо, имаш ли некој твит со кој може да и се пушти на девојка и гарант да направи, не да направи ретвит, туку да одговори? Ама во инбокс. Не. Леле! И многу е едноставно, малце поезија. Нино Величковски Ама чекај, ти пишуваш. Да. Ама убаво пишуваш. Па се надевам. Па да, па ајде неколку стихови да ми изрецитираш. Немој само тоа, аман. Зошто не? Полесно жирантки ти се пишам отколку да ме тераш поезија Нема жирант. моја да рецитирам. Леле. Нема шанси. Добро, значи, Своја поезија. Рековме нема да пееш? Не Нема. рецитираш? Мислам- Ништо. Епа, да си Јас би почутиш. пела ли, ако сакаш емисијата да ја прекинат. Може и тоа. Значи пред крај пред фајрон кој треба да избркаме тогаш. Добро. Ништо, значи можеш во школата на Нино за джентлмени да бидеш визитинг професор. Ќе треба пари и музика. Може ќе ме научи да пеам, Нино. Па може. Никогаш не е Своја касно. поезија или за туѓа. Сам. Зависи сега. Сам свој мајстор се. Океј, значи ние генерално ги поминавме джентлмените, сега доаѓаме на дамите, иако спомнавме нели дека ние некако влијаеме на тоа да ги снимуваат джентлмените, меѓутоа се помалку жените ја почитуваат онаа карактеристика која што генерално ги дефинира, а тоа е кревкоста. Дали е така? Ако е кревка жената, onda викаат леле каква лигла е, леле каква е размазана, дали е лигла. така или не? Па даде лигла. Лигла е ако е кревка. Не, ја не се согласувам. Не, значи кревкоста дали дефинира една дама? Не, апсолутно не. Добро. Но познавам многу девојки, многу дами, многу жени кои што се и како јаки, можеби по јаки психички во секоја смисла од и поупорни и похрабри од мажите. А сепак се дами, а? Да, апсолутно. Добро, тогаш што дефинира една дама? Ајде, Нин. Како би изгледала една дама? Иџе рече дека треба да биде и јака и можеби да има став. Што дефинира една дама? Знаете како? Имам играно една представа Мајка храброст на Бертолд Брехт негде 75-та година, ако не знаете, сум бил актер на времето пред да почнало некој. И олицетворение на таа Мајка храброст, иако таа друга тема е жената е столбот на и една движечка сила, се почнува, да не кажем и завршува, не е филозофски, ова е баш така и која мајка храброст, значи почнувајќи од се она што
и го движи светот, да е надвижешка сила, тоа мора сите да признаеме. Од жена мајка, од жена љубов, од жена Од сестра, од пријателка, од бизнисменка до домакинка, сето тоа го носиме како товар. Таква, како Товар? Значи, Тежок грб, тежок товар за на грб. дали дамата обавезно мора да носи товар или не? Не се работи веќе за дама, туку се работи за жена. И јас мислам дека сите жени се дами. И мислам дека секоја жена во себе има скриена дама. И не може да ја немаш. Тоа сакам да кажам, за сето тоа постои огромна љубов. Без тоа нема да се вели ни товар, ни растовар, туку исклучиво љубов, да се сака тоа да се работи. Не можете со сила, ако тоа не сака да го работи. Значи со сила дама не бидува. Ама еве јас знаеш колку често се лутам, еве ме пратиш, се пратиме на социјални медиуми, колку често знам така прво устата да ми каже, па после да размисли. Колку често знам да искритикувам жени кои што не носат високи подпетици. Така? Така, значи дама Знам е... да го експлицитно да го потенцирам тоа и фокус да ставам на тоа. До една жена која што денеска станала во 5, има 2 деца кои што треба ги спреми за на училиште, бидејќи сопругот отишол веќе на работа. Оди на нејзина работа, па се враќа дома, треба да спреми ручек за тие 2 деца и за сопругот. Попатно треба да исчисти, треба среди, нели? Па попатно и да натрупаат обврски од работа за дома да ги доработи. За какви црни високи подпетици правиме муавет? Знаеш, социјалните прилики си го направија своето. Не проголтаа малку нас како жени. И тука ние малку и се изгубивме, одшто толку многу сакаме се и некако, знаеш, да му доволиш, поготово на семејството, да му Заборавивме доволиш. да бидеме жени ли? Заборавивме. Заборавивме. И немаме ни можност веќе, знаеш. И тоа е исто многу важно. Секоја чест на оние мажи кои што им даваат простор на нивните жени да бидат дами. Добро. Знаеш, и тоа е важно. Кога сме И кај на тоа. крај место да им пееме, треба да ги не дай Боже малтретираме. Зашто нема Точно. ручек? Не, кога прашуваат мажите зашто нема ручек, успесна. Зашто нема ручек? Зарем не ти купив компири? Не тоа дека на крај треба да водиме љубов или не знам што, чега не може тоа така. Има една песна околу пола ноќи да легнем крај тебе. Чекај бе како ќе легнеш. Камо да седнеш па лав мојбет, па да не кажам Јас предигра. 12-3 машини треба се. Еве, Не може. Сега, да го седеме бака поприземно и да реално да гледаме на работите без некакви розови очила, дека сосема е инакво во динамичен живот, затоа викам мајка храброст, жена храброст, иако ова е со бректе во некое воено време, ма за се работи за 3 деца, војна е, овдека веќе секој ден е војна, во едни мирновременски, сега да не правам политики од ова. Што ќе рече дека жената е центар на светот. ми се љубовта. допаѓа. Околу нас се врти светот. Па, Да не зборуваме повеќе, доволно. Штета што нема поише жени во емисија. Добро, добро. Секоја Намерно ве жена е викна, дама. слушајте, намерно сте Знам, не викнати мора вие да тројца, одјавите, ако нема за да ни зборите убаво, е така. И секоја жена е дама. И готово. И секој односно маж е тогаш- джентлмен. И тоа е тоа. Само Апсолутно, просто и едноставно дефинитивно, треба да си оставиме простор да го извадиме тоа од нас. Всичко е добре. Ајде Всичко сега е вака, по некои правила, И тоа повторно ти за читам. Чекај, ја вицеви не ме кажеме спомнат, без се. тие срамотни. Све Прав што е джентлмен изнудено, кажува вицови, ама не мрсни. Повели па ќе одиме Све на што е такмиче. изнудено не е спонтано, не е Спонтано е. джентлменски. Мислите дека рековте дека нема, не знам, Ајде, мрсни. Овака си биле Ајде. американец, Ама на кумановски да го кажеш. биле си, ама да има тој, има ли на титул, на Ајде, биле да си. се преведе. Биле си или биле си американац, енглез и балканац. Сак да не кажу малку е поширок тој балканац, може после да го лоцирам. За кога се однаса? И овој американац фали се и вика I am a businessman. Енглезот, пошто е темата таа, I am gentleman. И се да им доскочи балканац, да не кажу кој, I am nepis man.
Еве не е срамотена. Исто време на истиот помисливме. Да, на те, а? Еве, мора да ја читам, а? Ако да ги подсету помлади. Добро, ајде сега да заклучуваме. Ке прашам на крајот, Нино, во настапите твои, колку има джентлменство? Например, дали осеќаш сопки од колегите? Еве, да не изгледа тоа нихилистички, односно, ја есновски го гледам тоа во работата, не професионално. Сум имал ситуации, еве, конкретно препорака, не може колегата и ќе каже, еве, може Нино да дојде. Тоа е господин Перо Христов, Миле Кузмановски, Наум Петрески, кои, еве, не препорака, сега се знаеме, ние на Почит, едноставно почит да, према- еден респект, почит. Респект, така. И јас исто сум имал ситуации кога сум препорачувал одредени пејачи, пејачки и така натака. Така точно знам како што може тоа да се сработи, а не на Така, да кога биде на викам еден еснавски, културен начин. да Така, така. да не се гледа. Не знам дали е тоа джентлменство, но е Па, еден тип едноставно на еден джентлменство начин еснавски да бидеш коректен кон колегите. Така, Ако е одлично. тоа А и тоа е джентлменство. джентлменство. Па, дефинитивно. джентлменство, како не. Па, одлично, на крајот доаѓаме до завршетокот дека Божо ги знаеш. Сите точни одговори. дека си Нино ќе препишувал. Добро, дека не, Нино чекам. ќе отвори школа за джентлменство, а дека Не каснемо да ги научи ова, Не е него касно, заради да. превозот. Иđe и Ивана ќе бидат визитинг професори кај тебе во школата. Тоа е тоа. Серенади, такви работи. Да. Барам джингл, време е за подароци. Само нека прозвучи нешто конкретно. И веќе сме на крајот. На крајот секако им се заблагодарувам на моите драги гости со подароци, од нашите драги пријатели. Значи веќе ги имате кесичките покрај вас. Нашите драги пријатели од Меркур веќе имаат новогодишната програма, така да ви доделуваат подароци кои што имаат новогодишни дезени, а не заборавете да отидете во Меркур затоа што можете да најдете на попуст новогодишни производи. Иđe, имаш и ти. Еве, ова е за тебе. Ќе ја поздравиш сопругата. Значи, ќе ве поздравам и од убавина и здравје. Профемина е на 8 декември. Ова е списание кое што го читаат и девојки и момци, и мажи и жени, така да добивате по едно вакво списание. Добивате витамини и минерали од нашите драги пријатели од Кенди. Да знаете, за да се бидете здрави, живи и да имате здрав ум, да бидете и джентлмени. Така ли е? Джентлмените пијат ли шумечи таблети? Сумиви таблети, да. Да. За здрав ум, вика. Добро. Ке си ги поздравите, Мултимедијално. ќе ја поздравите сопругата. Сигурно. Нели, И сигурно. гостите, Ја слава. Ве пушти овде да дојдете за да донесете подароци Сигурно, на назад. да. Така ли? ме пушта стално. И да го пуштите и следниот пат. Да, Значи, да. и да ни пее. Ми тоа ти дозволи да се вратиш, не само те пушти. Да. Пошто го ги пуштат После после- врати си куде си бие. И тука го имаме новиот производ на македонскиот пазар, Pink Stuff, значи англиски производ. Ова е паста која што чисти се, освен гревови, да знаете. Вие можете да чистите, Поголема мажите, количина ќе треба. мажите, вие да чистите со неа, не е зададено. Секако ќе добиете по едно кутивче сите вие, ќе си однесете по дома, па ќе ми кажете дали навистина чисти се. Значи сега на крајот, ајде да одиме со заклучок со по една реченица. Дали навистина владее криза на бонтон, на добро однесување и на добри манири во Македонија? Ако да, како да излеземе од кризата? Ајде, Иđe, од тебе. Не само во Македонија, мислам дека во цел свет, во глобала, владее криза на бонтон, на джентлменски манири, но треба сите да почнеме од самите себе. Да го решиме тоа самите себе. Мислам дека само така ќе можеме да оставиме нешто подобро за другите генерации, да одат во еден подобар смер каде што пред се ќе се почитуваат Така. себе си, а и сите они околу нив. Ти благодарам. Ајде, Ивана. Да, да си дадеме шанса, жените да бидат жени, а мажите да бидат мажи. Бог вам кажам. Ајде. Па треба да се сигурно да се врати она што се вика домашно воспитување. Највеќе да се работи од помала возраст со децата, од едукација до образованието кој исто има улога, но фамилијата, односно домот е кога велам тие први 7 години кои се многу значени за формирање на една личност и се она друго што е морал и една вредност која е
универзална, треба да се поработи повеќе на тоа. Така. Ајде, Божо, заклучокот. Конечно дочека. Конечно дочека, ајде. И не знам што да кажем. Не знам стварно дали е само сега така или дека ние го живееме тоа, ни е ново или цел секој пат било човештво такво, дека треба да е подобро, треба да е подобро. Како? Да знаев ќе ви кажам. Па добро, ти како се бориш? Или не се бориш? Никако јас. Бело знаме, Со замислен противник. Да. Ти си се предал. Ката се вика. Јас мислам дека одлично се избори во емисијата, имаш одличен бонтон, покажа одлични манири и многу одлично знаење за джентлмени. Благодарам. Ти благодарам тебе. Како рече? Никој вака не те пофалил. Па да ми дојдеш во емисија. И поиќе награди да има за него, сега победник, морален. Така. Ви Барем по благодарам. 200 евро По нешто да 200 имаше. евро конкретно. Што ќе носи Благодарам дома. на сите. Јас ќе признам Не, дека имав тоа не. одлично друштво на дама и на джентлмени. Мојата препорака е, ако сакате да бидете дами, ако сакате да бидете джентлмени, да се врати бонтонот, моралните вредности и така натаму, гледате нешто конкретно, затоа што моите гости имаат најдобри совети. Ве чекам и следната недела во 17 часот на Телма. Не заборавајте да не гледате и на YouTube, да не следите на Facebook, на Instagram и на TikTok. Ве поздравувам!